во името на граѓаните на Република Македонија ја донесе јавно на објавува следната пресуда. Обвинетите Сеат Кочан и Василија Вирович со лични податоци кои бидат детално наведени во писмото на пресудата, виновни се за сторено кривично дело за употреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство по член 275в став 3 во врска со став 1 во врска со член 22 извршители од Кривичниот закон. Па согласно цитираните одредби, како и членовите 3, 4, 7, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 од Кривичниот закон, судот обвинетиот Сеат Кочан го осудува на казна затвор во траење од 6 години. Согласно член 275 став 6 од Кривичниот законник, судот на обвинетиот Сеат Кочан му изрекува и забрана за вршење професија, дејност или должност да биде управител, одговорно лице во правно лице, односно член на орган на управување во правно лице во траење од 3 години. Обвинетиот Василија Вирович, согласно цитираните одредби, што претходно ги наведов, како и одредбите од член 40 и 41 од Кривичниот закон, со оглед да го применува Кривичниот законник, што важи во времето на сторување на кривичното дело 2011 година, го осудува на казна затвор во траење од 3 години. Согласно член 275 став 6, судот на обвинетиот Василија Вирович му изрекува и забрана за вршење професија, дејност или должност да биде застапник на правно лице или овластено лице во правно лице за подпишување на тендерска документација во било каква постапка под јавен тендер на кој може да се јави во такво својство во траење од 3 години. Обвинетите правни лица Трансмет до Скопје со податоци и Друштво за рударство и градежништво Силекс Неметали се контроле Крапово кривично одговорни се за кривично дело за употреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство од член 272 став 4 во врска со став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законник, па согласно цитираните одредби, како и членовите 96а, 96б, 96г, 96е, 96и од Кривичниот законник, судот обвинетите правни лица Трансмет и Силекс Неметали СБ ги осудува на парична казна во износ од 2 милиони денари, која парична казна секој од обвинетите правни лица да плати во рок од 30 дена од денот на деносилноста на пресудата под страф на присилно исполнение. Доколку паричната казна не може да се изврши од имотот на правните лица, поради тоа што правните лица немаат таков имот или престанали да постојат пред извршување на казната, казната ќе се изврши од нивните правни следбеници, а ако нема правни следбеници од имотот на основачот или основачите на правните лица сразмерно на вложените удели, односно во случаите утврдени со закон и трговското друштво од имотот на акционерите, односно содружниците, сразмерно на нивните удели, ако со своите одлуки или постапки го оневозможиле или попречиле извршувањето на паричната казна. Согласно член 275в став 7 во врска со член 96б точка 2 од Кривичниот закон, на обвинетите правни лица Трансмет и Силекс Неметали СБ им се изрекува забрана за учество на постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство во траење од по 3 години. Согласно член 100 од Кривичниот закон, од обвинетите правни лица Трансмет и Силекс Неметали СБ се конфискува имотната корист стекната со извршување на кривичното дело во износ од 1,60 милиони денари на корист на Република Македонија. Доколку конфискацијата ова, со оглед дека со кривичното дело е прибавена имотна корист за обвинетите правни лица. Доколку конфискацијата не може да биде спроведена спрема правните лица, обвинетите правни лица, поради немање на имот, постапката за конфискација ќе се спроведе согласно одредбите од член 98 од Кривичниот закон. Обвинетите се задолжуваат со трошоци на постапката, кои што ќе бидат детално образложени во писменото образложение на пресудата и во диспозитивот секако. И на крај, само краток осврт за ценењето на околностите по однос на видот и одмирувањето на висината на кривичната санкција. Секако да имаше во предвид судот сите околности предвидени од член 39 од Кривичниот законник. Како што реков, во времето што важи во времето на извршувањето на кривичното дело, кој што бил во важност, во таа смисла, имајќи во вид за предвидената казна за предметот кривично дело, а со оценка на околностите поврзани со истото и со личноста на секој од сторителите, судот како тежнувачки околности би целеше начината на загрозување, односно потребата на заштитеното добро.
со оглед дека станува збор за кривично дело против јавните финансии и платниот промет. Дело чиј објект на заштита е прилично широк и го опфаќа јавниот интерес и контролата во трошењето на народни пари. Па во таа смисла, степенот на кривичната одговорност на секој од обвинетите, побудите од која е сторено кривичното дело, општествената опасност, од овој вид кривични дела во корелација со олеснувачките околности, кои се однесуваат на личноста на обвинетите, нивната возраст, односно младост, семениот и родителскиот статус, личности кои досега не доаѓале во судот со законот, ниту пак се водат други постапки против неа, против нив, коректниот однос што го покажаа во текот на главната расправа, постигнувањето што секој од нив ги оствариле во текот на досегашното свое работење, нарушената здравствена состојба на секој од обвинетите, особено на обвинетиот Василија Веровиќ, подкрепена со соодветна медицинска документација, па во рамките на вака целите околности, а имајќи предвид дека изречената казна затвор не треба да представува одмазда за обвинетите за стореното кривично дело, туку истата треба да постигне својата цел, да го застраши и одврати конкретниот сторител од повторно извршување на кривично дело. Судот цени дека токму со изречените казни затвор, кои што соопшти, ќе се постигне целта на казнувањето, како на генерален, така и на специјален превентивен план, а во смисла на член 32 на Личниот закон. Благодарам се. Секунда. Формалниот дел, се извинувам, по став 2 од пресудата. Обвинетиот Сафет Батич со лични податоци се ослободува од обвинение дека ги сторил кривично дело. Од член 275 в став 3 врска со став 1 врска со член 24 од Кривичниот законник, а согласно член 403 став 1 точка 1 од ЗКП, бидејќи делото за кое се обвинува не е кривично дело според законот. Трошоците на кривичната постапка во однос на правното лице, односно во однос на обвинетиот, паѓаат на товар на буџет на РН. Став 3. Решение спрема обвинетите правно лице. Битно спрема обвинетото правно лице, бато до осудоличени, се одбива обвинението согласно член 402 став 1 точка 1 од ЗКП, бидејќи обвинителството се откажа од обвинението за предметите кривично. И овие трошоци на постапката паѓаат на буџет. Секако, по добивањето на писмено образложената пресуда, сите обвинети кои што се незадоволни од пресудата имаат право на жалба, 15 денот пријем, по која што се одлучува.